Санде Андов од Кочани конечно доби сопствен дом во кој ќе живее заедно со неговото семејство. Тој, неговата сопруга и 4 малолетни деца досега живееле под кирија. Од денеска имаат сопствен дом во населбата Драчевик во Кочани. Да си имаш свој дом, те тоа е. Кирија. Плаќаме по 100 евра кирија и сега сме задоволни. Освен семејството Андови, социјален стан добија уште 34 семејства од социјален ризик, со што го решија своето стамбено прашање. Имаме 35 станови со квадратура од 35 метри до 45 метри квадратни. Становите се за ранливи категории. Исто сакам да напоменам дека акционерското друштво преку владата на Република Македонија гради станови моментално во Сарај, во Скопје, во Бутел во Скопје, градиме станови во Прилеп, кои во наредниот период исто така треба да бидат доделени. Во периодот кој следи треба да бидат доделени и клучевите избрани се луѓето што треба да ги добијат становите во Велес и во наредниот период ќе бидат доделени становите во Велес. Инвестицијата за изградба на третата социјална зграда во Кочани е вредна 72 милиони динари. Освен во Кочани, социјални згради се градат и во Прилеп, Бутел и општина Македонска Каменица. Завршена е процедура во соработка со Министерството за транспорт за распределба на социјални станови за ранливи категории на граѓани и во Кочани и во Велес. Се работи за категории на граѓани кои што навистина имаат потреба од овие станови и се надевам дека ќе си најдат среќа и топол дом во истите. Ви сакал на сите кои што денеска ги добиваат да им посакам поубави моменти во годините кои што се пред нив. Секако дека ќе продолжиме да даваме ваква поддршка. Инвестицијата тука не е мала, се работи за инвестиција од 72 милиони денари, инвестиција која што оди директно од буџетот, а во моментов работиме уште во неколку општини на довршување или на изградба на социјални станови. Тоа се општините Прилеп, тоа е општината Каменица, тоа е општината Бутел во Скопје. Премиерот Христијан Мицкоски денеска од Кочани посочи дека ова од големо значење како за нив, така и за семејствата кои добија кров над глава. Додаде дека со истиот пример продолжуваат и во иднина. Се пушта нешто во употреба и кога имаме корисници кои што со задоволство го очекуваат тој момент. И имав чест да доделам клучеви на едно семејство и еден корисник на два вакви социјални стана. И мислам дека на овој начин правиме добри работи за луѓето и ќе продолжиме како влада да правиме добри работи. Во наредниот период ќе се работи на изградба на комерцијални станови кои ќе бидат понудени на продажба по цени реални достапни за граѓаните. Комерцијалната зграда во Битола ќе се нуди по цена од 1000 евра метар квадратен за стамбена површина, 500 евра за гаража и 2000 евра метар квадратен за деловен објект.